Добре дојдовте во темата на неделата. Многу луѓе гладуваат, а на глобално ниво 1/3 од произведената храна се фрла. Овој факт мотивира активисти да превземат акции за борба против фрлањето храна. Започнуваме со примери од Германија, каде што постои малку чуден закон дека не смеат да се земаат непродадените артикли кои се фрлени во контейнерите на супермаркетите. Млади луѓе се борат против тоа со герилски акции. Со качулка на главата и батеријска ламба, Андреа влегува во дворот на еден берлински супермаркет. Цел на овој 22 годишен магистрант по физика, кој одби да го даде своето цело име, е отпадот полн со тестенини и тропсковожи. И сето тоа во оригинална амбалажа. Ich handle hier auch tatsächlich gegen dem deutschen Recht, denn Containern ist ja verboten. Es ist illegal, damit riskiere ich eine Anzeige und einen Prozess und das wäre dann Diebstahl. Aber ich finde, mein Gewissen sagt mir, das Essen sollte gegessen werden. Работите во отпад остануваат собственост на оној што ги фрлил, додека не бидат собрани во некоја депонија. Андреа додава дека не го прави тоа од финансиски, туку од политички причини. Јас се борам против системот што се темели врз прекумерно потрошувачка, вели тој додавајки. Meine Oma selbst hat mir immer beigebracht, das Essen wird nicht weggeschmissen, alles was auf dem Teller ist, wird gegessen. Сепак, како што додава, луѓето повеќе сака да фрлаат храната отколку да ја даваат бесплатно. Стотици активисти низ цела Германија, како Андреа, продолжуваат да крадат фрлена храна со надеж дека на таков начин ќе можат да ја принудат индустријата да преземе активности за да го запрат фрлањето храна. Годишно во Германија се фрлаат 11 милиони тони храна. Тања Дрегер, специјалист за храна од еколошката организација Светски фонд за природата, вели дека сите имаат одговорност. Eine ganz langjährige Forderung des WWF ist, dass jeder seinen Beitrag leisten muss, nicht nur der Verbraucher, sondern eben auch der Handel, der Landwirt, die Lebensmittelindustrie und jeder sollte in die Pflicht genommen werden. Постојат начини и да се храните ефтино, а и рестораните да го сведат на минимум фрлањето храна. Тоа го овозможува смарт апликација. Зашто станува збор? По долгиот ден на работа, Ана Катрин Фајсингер од Берлин е премногу уморна дури да помисли да подготува вечера дома. Нешто пред крајот на смената, таа на телефон ги проверува околните ресторани, хотели или пекари за какви било остатоци што се продаваат со попуст на крајот на денот. Таа е дел од растечкото движење на еколошки свесни луѓе кои користат модерна технологија за да помогнат во намалувањето на отпадот од храна. Таа смета дека станува збор за вин-вин ситуација, односно добива поевтин оброк, а рестораните заработуваат пари наместо да ја фрлат храната. In erster Linie ging es mir wirklich um die ganze Art und Weise wegen der Umweltverschmutzung, dass man dem, weil ich auf einigen Wegen versuche, dem entgegenzuwirken und das ist einfach die einfachste Art täglich. Апликацијата е една од бројните услуги што користат технологија за да помогнат во решавањето на проблемот со отпадот од храна. Некои еколошки свесни луѓе имаат изградено мрежни заедници кои споделуваат храна со своите соседи наместо да ја фрлаат. Дури германската влада лансираше телефонска апликација која нуди рецепти од готвачи на славни личности, направени специјално од намирници кои воспротивно може да бидат фрлени. Во Македонија нема прецизни податоци колку храна се фрла годишно, но расте свеста дека храната не треба да завршува во контейнери. За сега главно преку хуманитарни организации се собира и им се дели на сиромашните. Во Македонија голема е бројката на луѓе кои немаат доволно храна, но според граѓанските организации расте и свеста дека храната не треба да се фрла, бидејќи се повеќе компании се вклучуваат во донирање на храна. Пунктот на хуманитарната организација Свети Спас во Драчево е само еден од неколкуте кој функционира повеќе од 3 години и каде околу 220 семејства обезбедуваат продукти од донирана храна. За тие семејства најосновните намирници ги обезбедуваме кои што се зетин, сол, шеќер, леќа, граф, брашно, палента, конзерви, паштета, месен нарезок, тестенини, макарони, шпагети, претежно најосновните намирници.
Според представниците на граѓанските организации, промената на состојбата со високиот број семејства со недостаток на храна треба да биде преку зголемување на можностите за поврзување на компаниите кои имаат вишоци храна, кои преку хуманитарните организации ќе им бидат овозможени на граѓаните. Но според нив државата треба да направи и посебни политики за превенција на фрлањето на храна. Граѓанската организација Ајде Македонија преку системот Сите Сити се грижи вишоците на храна компаниите да ги донираат и потоа да завршат кај граѓани кои немаат доволно храна. Активисти од невладината организација Ајде Македонија објаснуваат дека се повеќе компании се вклучуваат во донирањето храна. Во моментов на вистина имаме се повеќе компании кои што влегуваат и се многу активни во мрежата Сите Сити. Тоа се надеваме дека ќе продолжи, бидејќи може да ги видат директно и бенефициите да ги почувствуваат за нив, но и бенефициите што ги даваат за општеството. Податоците во Македонија покажуваат дека загубите на храна се случуваат најмногу во процесот додека таа стигне до крајниот потрошувач, за разлика од поразвиените земји каде храната се губи кај крајните потрошувачи кои купуваат и фрлаат големи количини. Донирањето на храна според граѓанските и хуманитарни организации е важно бидејќи околу 460.000 луѓе во земјава не можат да си обезбедат 3 оброци во денот, а истовремено земјата е на врвот по фрлање на храна. За донирањето на вишоците на храна во тек е подготовка на закон со кој домаќинствата нема да бидат засегнати, туку ќе ги опфати само правните лица кои ќе можат директно да ја донираат храната до крајните корисници, на пример социјално загрозени граѓани или до организации кои потоа ќе ја редистрибуираат храната. Законот треба да обезбеди услови за развој на оваа област. Значи во подготовка е закон со кој треба да се регулира донирањето храна, но зошто е потребен закон за тоа? Еден закон за донирање на виша храна ни беше пред се потребен за да утврди кои се тие што учествуваат во самиот процес на донирање, каква храна може да се донира, кои се прават и обврските. Прво да даде една, како да кажеме, една рамка на функционирање на сите инволвирани внатре во самиот процес. Тоа значи компаниите, граѓаните и хуманитарните организации. Мислам дека тоа ќе се постигне со овој закон, ќе даде едни основни услови за понатаму областа да се развива. Законот се очекува да биде донесен до крајот на годината. За граѓанските организации е важно тој да биде функционален, да поттикнува, а не да ја спречи донацијата на храната. Тоа беше се во оваа емисија, во која стана збор за потребата од подобро распоредување на храната и што со вишокот храна, со цел таа да не заврши во контејнери. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.